Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија испорача 4 барања до политичките партии во Македонија. Ликовниот уметник Коле Манев на вчерашниот граѓански марш пред собранието ги прочита барањата на, како што рече, граѓаните за заедничка Македонија, македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите други кои живеат во земјава. Се бара од политичките партии да ги отфрлат платформите пишувани во туѓи држави и да не усвојуваат владина програма која не би била изгласана од граѓаните на изборите. Бараме од партиите, а посебно од ВМРО, ДПМН и СДСМ, да не допуштат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Четврто, бараме од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов да го почитува уставот, да не доделува мандат после истекување на рокот кој веќе е истечен, и затоа што давањето на мандатот за платформа од други држави ќе го направи соучесник во разнебитувањето на Република Македонија. Дел од граѓаните кои присуствуваа на протестот за заедничка Македонија во анкета за телевизија Нова велат дека не се партиски обоени и ја даваат целосната поддршка на граѓанската иницијатива за одбрана на македонските национални интереси. Во однос на специјалното јавно обвинителство, граѓаните велат дека ја поддржуваат неговата работа се додека обвинителството работи транспарентно, не на сметка на една политичка партија. Држава ни стои на стаклени нозе. Дали е уценета или не е уценета, се гледа више на телевизија, очигледно дека е тоа. И што друго да ви кажам, значи јас сум овде непартиски обоен, како и многу други што ги познам овде што се. Затоа сум доен да дам поддршка за ова. Ова не може да помине ова. Сигурно го поддржувам додека се работи транспарентно работата. Ако ја работи правично, секој што е грешен према држава, како ја исто, секој треба да одговара. Нема поединци, исклучоци, не треба да има. Ние не сме партиски определени, ние сме граѓанско здружение, дојдени сме да одбраниме татковината, подоцна Македонија. Бидејќи нашите политичари се уценети од Западот, подоцна од Тирана и од други земји некои од Запад, за да ми името и со албанската платформа, ние таа платформа не ја поддржаваме и нема да дозволиме менење на уставот на Македонија и на името и на сите други работи што се зацртани во платформата, што е дадена од Тирана или од други места од Запад. Ние не сме против албанците дојдени овдека, ние сме за соживот, али ова што го прават од Западот и што ни командуваат, не го поддржуваме. Како граѓани на Македонија, сакам да се сочуваме Македонија сите, како цел народ што излегол, така и јас сум излегла. Не сум излегла никогаш на протест, само сакам за Македонија да биде како што треба. Не да ни е делат од странство, да ни кажува што да се прави и како да се прави. Тоа не е правилно. Сајо да си продолжи како што треба да си работи, треба да работи, да продолжи, ама да се работи низината работа како што треба. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија започнаа пред 2 дена и заземаат се поголеми димензии. Покрај во Скопје, мирни протести на граѓанската иницијатива се одржуваат и во повеќе градови од земјава.